Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Сатаната е притаен и злобен. Немој да го занемаруваш. Ѓаволот не е лик од бајка. Во Библијата пишува дека тој шета како лав што рика, барајки некого да уништи. Никогаш не мислев дека тој навистина постои. Тој е Божји непријател, кој прави се за да не спречи да веруваме во Бог. Дали се сеќаваш на неговата тактика број 1? Се е сомневање и недоверба против Бог. Биди свесен како го прави тоа со тебе. Не паѓај во оваа стапица. Замоли го Господ Исус да те заштити, зашто тој е победник над ѓаволот. Божјиот син му бил омилена цел. Ѓаволот со сите сили се трудел да го спречи Исус да умре на крстот за нас. Сакал да не спречи да добиеме вечен живот со Бог. Затоа ја почнал борбата. Ако си Божји син, тогаш преобрази ги овие камења во леп. Ако си Божји син, тогаш скокни од највисоката кула. Бог ќе те заштити. Исус е победникот. Тој немал потреба да му докажува на ѓаволот дека навистина е Божји син. По ова, непријателот ја применил својата тактика број 2. Дал големо ветување. Ќе ти го дадам целиот свет, ако ми се поклониш. Исчезни, Сатано. Во Библијата пишува: поклонувај му се на Господ, твојот Бог, и само нему служи му. Исус е победникот. Кажува само една реченица и ѓаволот мора да избега. Исус е победникот. Затоа ѓаволот го мрази. Кога Исус висел на крстот, ѓаволот го употребил последното оружје. Ако навистина си Божји син, тогаш слези од крстот. Ако Исус го направил тоа, ќе бевме изгубени за секогаш. Тогаш не би имало проштавање за нашите гревови. Тогаш не би имало вечен живот со Бог. Но Исус издржал. Тој е победникот. На крстот ги победил гревот, смртта и самиот ѓавол. Неговото воскресение е доказ. Кога веруваш во Исус, тогаш си на победничката страна. Не плаши се, зашто Исус Христос е победникот. Не заборавај секогаш да го повикуваш неговото име. Моли му се нему, тој ќе те заштити. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!